Na jugozapadната strana na Водно, над населбата Црниче, се наоѓа едно возвишение, ридче познато како Марково крувче. Ова излетничко место на љубителите на пешачењето последниве години стана објект кој детајно се проучува од историчарите и археолозите. Имено, тука е пронајдена населба тврдина со импозантни димензии што се протега на 5 хектари, а е оградена со трикратен одбранбен зид, на кој се наоѓаат остатоци од речиси 45 кули. Внатре во населбата се гледаат добро зачувани два огромни резервоара, кои собираат над 2 милиони литри вода, што овозможувало населбата да издржи долго време разни обседи и други опасности. Всушност се предпоставува дека незината основна цел во близината на Скопје била да овозможи заштита на видните скопјани од тоа време, при ситуации кога градот бил загрозен од разни воени походи и обсади или пак при многу честите тогашни епидемии на разни заразни болести, пред се на чумата. Сето тоа значи дека таа населба била составен дел на Скопје и представувала еден вид град скривница, град карантин, кој можел да живее долго време самостојно, бидејќи во себе ги имал сите структури на еден град. Тука, покрај раскошни куќи и дворци, се пронајдени и работилници од најразличен вид. Сето тоа упатува дека тој бил постојано населен и подготвен да заживее со полн интензитет во периоди кога Скопје е загрозено или уништено, што во периодот од 6 до 13 век не било ретко. Овој многу интересен дел од историјата на Скопје и воопшто на овој дел на Балканот е предмет на систематско проучување, кое се спроведува со голема стрпливост и љубов од страна на Музеот на град Скопје и Филозофскиот факултет, група Археологија и Историја на уметноста. Емисијата е снимена во период од 2 години и ги презентира откритијата што се направени во 1977 и 1979 година, а податоци и појасненија ќе ни дадат вишиот кустос во Музеот на град Скопје Нада Никулска и професор доктор Иван Микулчиќ од Филозофскиот факултет во Скопје. Како прво, интересно е да се дознае името на оваа населба. Пишани податоци за локалитетов немаме. Меѓутоа, единствен помен за локалитетов тоа е во повелбата на крал Милутин. Тогаш кога Милутин ги одредува крајните граници на имотите на Горга Скопски, вика дека имотите на Горга Скопски се завршуваат како крајна граница на градот Чрнче. Тоа значи дека овој локалитет, овој град, точно во времето на 1300 година, бил познат како град Чрнче. Секако дека и населбата што имаме долу како Црниче, тоа е сушност името што го носи поради градот Чрнче. Ние сакавме да ги запознаеме и нашите раководители во градот. За локалитетот, податоци за локалитетот и за значење на истиот, ние го известивме и председателот на собранието, Методи Антов, така да тој покажа голем интерес за локалитетот и би влегол во програмата на Водно, бидејќи Водно е рекреативен центар, така што овој дел би бил како еден културно-историски дел од рекреативниот центар на Водно. Се предвидуваат, барем по искажувањата, да се направи патот до самиот локалитет, а понатаму резултатите кои што ќе доваѓат, можеби ќе доведат уште ќе доведат до тоа да веќе локалитетот биде посетуван многу повеќе и да биде уште популаризиран од она што всушност самиот тој го има. Овие урнатини за археологијата представуваат културни слоеви. Тие слоеви потекнуваат од различни времиња и преку нив секој археолог се обидува да заклучи од кои времиња потекнува еден објект, колку време тие објекти биле во употреба, на кој начин завршиле, колку пати е обновуван животот на едно место,
a karakterot na navodite во секој оделен слој зборува за одредена епоха, нејзиното време, намената на еден објект и се друго што може да се извлече преку подвижните наводи. Пред нас имаме неколку веќе напола откопани слоеви. Најгорниот слој, симнате од него површинскиот слој на хумус и вегетација, овој слој се состои од големи камења. Тие камења лежат без ред, паднати надолу, делумно со нив се појавува и малтер. Према досегашната ситуација, заклучуваме дека овие камења потекнуваат од челото на соседната челна триаголна кула. Камењата паднале на нешто. Тие паднале на ова нивелета. Сушност тоа е за нас стратиграфски ниво број 1. Тоа е последно ниво од животот на ова место. После тоа нема повеќе живот. А карактерот на овие камења, на земјата полна со горетини, пепел, животински коски, искршени керамиди од кров, кажуваат дека завршетокот на животот бил бурен и дека по еден пожар и по уништувањето на објектите на ова место престанува и секој живот. Подот 1, односно нивото 1, лежи на нешто пониско ниво, тоа е значи ниво број 2, стратиграфски. Ова ниво се прати извонредно точно, јасно на цела оваа површина. На места ова ниво било покриено со настрешници, со полуотворени објекти. На тие места тоа ниво веќе носи назив под. Врз подот 2 беа најдени последните денови доста животински коски, парчиња од садова керамика, обична и луксузна, глеđосана, византијска, кои представувале тогашен луксузен инвентар во некоја подобра куќа. Подот, односно нивото 2, лежи врз еден насип. Овој насип е во горна партија компактен. Подолу во овој насип се појавуваат големи камења. Заедно со камењата имаме повторно кровни керамиди, тегуле, имбричес. Под овој слој на повторно едно уривање, многу постаро, но оно горно, се појавува веќе нова нивелета, подот 3. Према истражувањата од минатата година, очекуваме под третиот под да се појави и четвртиот и петиот под. И на ова страна ја имаме истата стратиграфија. Првиот слој на големи камења, шут, уривање. Потоа првото ниво. Во него имаме дупки, длабнатини, јами, делумно од гранатите од Прва светска војна, делумно од истовремените укопи од тоа време. Под нивото 1 е веќе откопано ниво 2. Многу подобро запазен под. Овој под има делумно и една кошулица од малтер. Всушност тоа се остатоци граđevinски материјал при градењето на некои пропратни објекти, кои по завршетокот на работите беа фрлени на подот и на тој начин подот бил зацврстен. Тука уште поубаво гледаме како се формира еден слој. Всушност, од 12-тиот век надолу треба да слеземе некаде во раниот 7 век, не дели една голема катастрофа. Повторно еден голем слој на уривање, паднати камења од зидот, паднати кровни керамиди и под него очекуваме исто и на ова место да се појави подот 3, кој веќе припаѓа на една многу постара епоха, према досегашните наводи датиран од самиот крај на 6 век и во раниот 7 век. Тука внимателно се испитува секој сантиметар земја. Внимателно се лупи слој по слој земја, зашто тие за археологот се неотворени страници на историјата, кои му овозможуваат да го реконструира временскиот период од 700-тините поминати години. Со истражувањата на западното чело на Акрополата ги добивме подните нивоа 4 и 5. Всушност,
ovие културни слоеви дадоа уште подредена представа за животот на градот и за неговото континуирано живење. Се добива една целост во хронологијата на живење. Така да ние можеме сега многу јасно да го осознаеме тој период кој што ни почнува од доаѓањето на словените до конечното крајно живење на градот некаде 13-14 век. Всушност, материјалните остатоци, наодите кои што ги имаме таму, најодредено ни зборуваат за тој живот горе на градот. Во горните нивоа, прво и второ, ние всушност ги имаме оној живот од зрело-византијски словенски период. На тој период би припаѓале фрагменти од гледјосана керамика, трпезна чинија, кои што се карактеристични за овој период од живење на локалитетот. Натаму имаме присуството, значи, на словените и на аварите го имаме и со оваа противоклопна стрела која што ја имаме тука. Натаму дека аварите на вистина тука биле, тоа е и доказ на оваа парагнатида, која што е дел од шлем, а била носена од секако аварски некој војсководеч. Дека словените тука биле во тој период е присуството и на овие црепни, карактеристични за животот на словените. Имаме повеќе видови од погруби до посавршени. Исто така, овој период го карактеризират и покривни тегули, кои што се на две води, имбрекси. Ваков тип на тегули ние имаме споредбено, имаме горе на Калетово Скопје, имаме во Варош, во Прилеп, имаме во Охрид, а исто така во овој слој се карактеризираат и бројна грнчарија од повеќе типови и видови. Подолните слоеви, всушност слоевите 3, 4 и 5, веќе го карактеризира онај доцноантички период. Тука веќе имаме ние типови на клучеви, затоа што на тој простор каде што се најдени клучевите, тоа се гледа дека било една зграда која што и имаме остатоци од повеќе столбови каде што биле всушност тие врати и тие типови на клучеви кои што биле за отварање на тие брави. На тој слој припаѓа и еден звонец. Всушност, тој е најден во непосредна близина на степеништето кое што водело горе на самиот бедем и кое што веројатно имало своја одредена намена. На овој подолниот слој припаѓа и една многу интересна фибула. Тој е од долноподунавски словенски тип со подвиена нога. На тој период исто така имаме и садова керамика. Тоа е тоа беа фрагменти од една амфора која што во текот на неколкуте ископувања кои што беа, ние успеавме да ги тоа собериме и на крај да имаме оваа форма. Тука веќе добијана како таја изгледа. Исто така тоа се видови на друга садова керамика која што ја има во изобилство. Натаму имаме поголеми чупови, односно садовна керамика од тој најдолен слој. Точно, значи, на целиот овој период ние преку предметите ние можеме да зборуваме за тој живот на локалитетот Маркови Кул или Чрнче. Предметите што ги имаме и уште подредено ни зборуваат за таа доцна антика, тоа се монети на Јустинијан. Понатаму имаме монети на Јустин II
Sofija. Predmeti koji što zboruvat na visina za jedan razvijen život v ovoj del na vodno, koji što se oformil i razvil na ta dominantna pozicija. Pred 15 godini so buldožer beja izbrazdani dlaboki brazdi za pošumuvanje na ovoj del na vodno. Togaš iskoče na površina delovi od temeli, kamenje i povedeni od tije ostatoci, fatihme da go raščistime i ovoj teren. I na ta godina je očiste najgolem del od površinata i pred našite oči izleze osnova na jedan srednovekoven dvorec. Objektite od našето srednovekovno minato, od profan karakter, se izvonredno retki, reči si nepoznati. Nije znajme za golem broj crkvi, međutim, kako živele ludje to, pred se i on je bogati kako živele. Ne znajme reči si ništo. Nekoliko pomeni od srednovekovnite povelbi, to je se. Znajme deka postojat palati, deka postojat dvorci, deka se do kraja na 13. i ušte i vo 14. vek palatite se gradat od drvo, a kamenot sosem redko naođa primjena za profanot arhitektura. Cela građevina bila pokrijena so pokrivni teguli i imbreksi. Ovi je nosat karakteristični komnenovski obeležja. To je pak jedan siguran element za datiranje. Najpoveke ne impresionira osnovata na ovaj objekt. Od zapadnata strana, od najvisoki od delna citadelata, tereno se spušta do jedan golem trem. To je trem je dolg okolo 24 metra, bil otvoren, svojata predna strana, kon zapad, verojatno imal drveni stolbovi i gore nosel čardak. Na srednji del se naođa široka vlezna porta, dvokrilna, niz koja se vleguva vo ova golema prostorija, 10-80 metara na 7 metara širina, verojatno jedna trpezarija. To je već jedan običajen element kaj site ovakvi objekti od antičke period do najnovo vreme. Triklinijum, trpezarija, sala za prijem, za ručavanje, za održavanje na banketi, za opštestveni i politički život u to vreme. Bočno jedna pomala prostorija, vorska sova i gotova na severni od kraj mala, nešto pomala, verojatno kujna i ostava vorska sova trpezarijata. Prema nekoliko elementi na ova gradba, pred se prema širinata na zidovite, okolo 80 i nad 80 santima, potova mnogu neobičajno dlabok temil po južni od jugoistočan del, koji odi do 2 metra i 60 santima pod nivoto na podot. Nije zaključuvano deka ova gradba imala verojatno jedan kat, a može bi i dva. Zato zboruva i cela ta dispozicija na gradbata, postavena na izrazito ne ramen teren, nepogoden za takva izvedba, međutim, so golimi nasipuvanja i golimi podziduvanja postignata je cela dolžina, znači jedna golema niveleta. Kako interesen element vo zidovite se tragite od golemi drveni bičeni gredi, koji kako serklaž je ofačale cela ta zgrada, odnosno sve koja prostorija oddelno. Tragite od ovije gredi se protegati i od vnatešnata i nadvorešnata strana, vo zidnata masa i tijen izboruvat za starata, srednovekovna tradicija, po koja site gradbi i mali i golemi od profan karakter bile gradeni pred se od drvo. V ovoj slučaju koga ludje to već je preminale ovakva jedna poreprezentativna izvedba, gledame deka ne može da se osloboda sosem od drvo tuku ostavat ovi serklažni venci i vo zidnata masa. Interesan je isto taka i vlezot, odnosno pragot na vlezot, kada se gledat ubavo tragite od dvete gredi, od nadlešnata i nadlešnata strana. Na gornata terasa leželo
ležel akropolata na gradot. Ova je neziната istočna fasada, svrtena kon srednata terasa, zajaknata je so silen odbranben bedem. Bedemot je zajaknat so niza četvrtesti kuli i ovo je v sušnost posledno uporište na gradot, vo slučaj koga i dolnata i srednata terasa ke padnat na neprijateljotvoraci. Zad nas je započnуват големите цистерни, а во овој момент откупуваме една од 40 кули на источниот зид. Кулите се градени во времето на градењето на целиот град, некаде околу средината на 6. век. Кулите биле добро запазени се до полниот среден век, кога биле обновени и користени повторно во склопот на градот Чрнче. За ова зборуваат изразито најдените археолошки предмети, грнчарија, метални производи, покривни тегули и друго. Со овие скупување по прв пат констатиравме и како изгледала кулата горе. Изгледа дека ова кула пред нас завршувала со свод или можеби купола. Од внатре каменот, бигор камен, лесен, конструктивно лесен, бил покриен со два слоја малтер, еден хидростатен со црвена толчена тула и потоа еден бел слој кој одгоре мазнет и боен. Интересни се остатоците од сина боја кои кажуваат дека куполата била боена како небескиот свод. Треба да кажеме дека ова позиција од рано византиско време повторно е користена од обновената византиска управа, а можеби и пред тоа веќе од времето на царот Самуил, како мала утврдена позиција во рамките на градот Скопје. Во текот на 13. век тука стои град Чрнче. Археолошките наоди укажуваат на континуум на живот од доцниот 11. век па до во 13. век. Značenje na ovoj ranovizantijski grad, oformen gore kako nova urbana forma za zaštita od navleguvanja to na varite i slovenite, a potom razvijen vo vizantijsko-slovenski grad. Evo to što to ni dava podatoci za period od preko 1000 godini, što čineše slušnost jedan prekin vo istorijski razvitok na Skopje. Во меѓувреме, некаде од втората половина на 9. од раниот 10. век, животот на Кале долу се развива и се развива во старо средновековно Скопје, за кое што имаме бројни пишани и материјални остатоци. Меѓутоа, Чрнче и натаму живее. Дека животот се развива и во 11. 12. 13. па се до 14. век, подкрепан е и откријаниот дворец, кој што споменавме да бил планинска резиденција секако на управниците на Скопје. Споменато е дека тоа бил дворец со огромна димензија, димензиите се веќе искажани, и за тоа дека може би и бил и на 2 ката, ни потврдуваат откријаните тегули кои што ги имаме на подовите од овој дворец. Натамошните истражувања на локалитетот, особено на зидот што е дели акрополата од средната тераса и културните слоеви тука најдени, исто така потврдува дека животот се одвивел во зрелиот среден век. Тоа го потврдуваат и истражувањата кои што беа и во кулите. Што се однесува до прашањето за натамошно истражување на локалитетот, тоа ќе зависи од можноста на заедницата за вложување на достатни средства за натамошно истражување и
ono najvažno za konzerviranje naseona što je istraženo, za da može objektot da biti dovoljno prezentiran na građanite i vklopen vo naše to sekodnevno kulturno živenje. Ova naselba, koja je bila sostaven del od srednovekovното Skopje, živela celi 700 godini i vo teškite vreminje za gradot, koga той bil razurnuvan i uništovan, го продолжувала континуитетот на неговото постоење и била негов феникс, кога тој пак заживувал од својот пепел. Со тоа, Чарнче во историјата на градот ке заземе исклучително место, поради тоа што овозможило градот Скопје веќе 1984 година да слави 1900 години од своето континуирано, непрекинато постоење, што го бројува во најстарите градови на Европа. Град кој цели 19 века упорно и жилаво живее на овие ветрометини, пркосејќи им елементарните непогоди, човечките пустошења и болестите.